12 месеци исполнети со подеми и падови, успеси во меѓународната политика, но и големи разочарувања, крупни скандали, неостварени најави за метли, политички превирања, битки меѓу власта и опозицијата и застој во реформскиот процес, особено во клучниот дел, правосудството. Ова е пресекот на 2019 година, година во која Македонија повторно не доби датум за старт на преговори со Европската Унија, но затоа пак речи си го формализираше членството во НАТО. Македонија доби нов председател, но остана без специјалното јавно обвинителство. Годината почна со гласањето на уставните измени и промена на официјалното име на државата во Република Северна Македонија. По серија исцрпувачки преговори, владеачкото мнозинство успеа да ги обезбеди неопходните 80 гласа во собранието. Опозицијската ВМРО-ДПМН го бойкотираше гласањето. Преспанскиот договор на 25 јануари беше ратификуван во грчкиот парламент, со што немаше повеќе пречки во евроинтегративните процеси на државата. Но сепак не течеше се така подмачкано. На огромно разочарување на домашната и европската јавност, на самитот на ЕУ во октомври Македонија не доби датум за старт на преговори. Реакции имаше многу, но не вродија со плод. Затоа сега пак веќе е прашање на денови кога и официјално Македонија ќе стане членка на НАТО. На почетокот на февруари, амбасадорите на сите 29 држави членки на НАТО во седиштето на Алијансата го потпишаа протоколот за пристапување на Македонија како 30-та држава членка на Сојузот. Сега се чека уште на ратификација од шпанскиот парламент, каде што кочница се внатрешно политичките случувања. Неуспехот во Брисел беше клучно. Премиерот заев да се премисли и да се согласи на предвремени парламентарни избори кои се закажани за 12 април. На самиот почеток на новата 2020 година Македонија и граѓаните ќе добијат нова техничка влада, по пример на она од 2016-та, која овој пат ќе ја води Оливер Спасовски. Катица Јанева секако едно од најспоменуваните имиња во 2019 година и е слика на поразот во реформите во правосудството и владењето на правото. Од шеф на СЈО заврши во притвор поради вмешаност во скандалот Рекет. Судскиот процес за случајот Рекет е во тек. СЈО, символот за правда, барем за дел од граѓаните, веќе не постои. Остана само зградата во која се чуваат доказите и документите, каде што секој момент може да биде исклучена струјата. Предметите ги превзеде Републичкото јавно обвинителство, што ги забави судските процеси кои и онака се завлекуваа, а дел и застареа. Законот за јавно обвинителство со кој треба да се реши статусот на СЈО со месеци е заглавен во рововска битка меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Поред предлогот на владата, СЈО требаше да биде автономен дел во обвинителството за гонење на организиран криминал кој го води Вилма Русковска. Шестите председателски избори го донесоа петиот председател на државата, Стево Пендаровски. Тесно во првиот круг со само 3500 гласа разлика ја победи професорката Гордана Силјановска. Но во вториот круг успеа да побегне за речиси 60.000 гласа. Изборите беа мирни и во фер атмосфера, но со убедливо најмал одзив на граѓаните во историјата на самостојна Македонија. Две пресуди одбележаа 2019 година. Првата за упадот и насилствата во собранието од 27 април, за која 16 обвинети беа осудени на затворски казни од 7 до 18 години, а еден, оперскиот пеач Игор Дурловски, беше ослободен. Втората пресуда беше за случајот Титаник 2 на СЈО, која се однесуваше на нарачани одлуки на Државната изборна комисија околу приговори на тогашната опозиција за локалните избори во 2013 година. Сашо Мијалков и Мендух Тачи добија по 3 години затвор, но пред 10 дена апелација ја укина пресудата поради повреди во постапката. Секако посетата на папата Франциск е онаа која ја одбележи годинава. На 7 мај тој слета во Скопје и одржа миса на плоштадот во центарот на градот пред повеќе десетици илјади верници. Испрати пораки за мир, благосостојба и разбирање. Се сретна со државниот врв и ја зацврсти позицијата на Македонија на светската политичка мапа. Да не биде се така црно, се погрижија и ракометарите на Вардар, кои иако беа аутсайдери, повторно застанаа на тронот на ракомет на Европа. Двете дваесетки на земјава и носат нови предизвици. Додека политичарите ќе се подготвуваат за избори, граѓаните ќе чекаат остварување на дел од клучните реформи и исходот од најавите на Брисел, дека напролет ќе биде донесена долго очекуваната одлука – старт на преговори со Унијата. Од Скопје, за Гласот на Америка на македонски јазик, Огнен Чанчаревиќ.